Господине Макрадули, значи додека го водиме овој разговор, од теќе паузата на пратенички прашања, каде што претпоставам пратениците ќе бидат заинтересирани за повеќе прашања кон вас, меѓутоа, додека го водиме овој интервју, темите кои што први ќе ги отвориме се оние теми кои што ги обиколија насловните страници, односно пресудата во ваша корист од Судот за човекови права, односно против Мијалков и тогашната тужба за тој случај. Зошто се одлучивте на оваа инстанца? Всушност, предпоставувам дека поради тоа што верувавте дека ви беше нанесена неправда, меѓутоа, каква сатисфакција представува за вас ваквата пресуда? Па представува една морална сатисфакција, потврда за една борба која што ја водев или водеше една мала група на луѓе уште од 2006-2007 година. Станува збор за пресконференции како подпредседател на партијата, што ги има во периодот август-декември 2007 година и потоа се она што ги осетив сите притисоци на власта во тој период. Да бидам искрен, очекував покрај насловните страници се имал се една поголема поддршка, за жал ја нема, можеби уште сме оптеретени со системот судскиот, со рецидивите од минатото и ако можам наискрен да бидам, така ја чувствувам и вашата телевизија, потешко ми е сега него тогаш во 2007 година. Зошто? Па мислам дека не се искористи моментот онаков каков што е, бидејќи таа не е пресуда за мене, за некоја морална сатисфакција. Тоа е пресуда против еден систем кој што постоеше во Македонија и начинот на кој што судот упропасти многу луѓе, многу повеќе од мене. Јас имав среќата да станува збор само за процеси против за клевет и навреда, во кој што партијата со помош на пријатели ги надокнади трошоците. Многу луѓе изгубија здравје, човечки многу судбини и мислам дека пресудите на човековиот суд за правата од Страсбург треба да имаат еден поинаков третман во Република Македонија. Во тој контекст, колку би можеле да потврдите дека владењето на правото и правната држава, иако надвор од доменот на вашите должности и надлежности, се императив за новата власт? Па апсолутно, јас го имам тој хендикеп да сум највозрасен, предпоставам, во владата од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и ова ми е еден дополнителен мотив кој што сакам да го правам. Борењето за правда, за владење на правото може секој да го спроведува во рамки на Министерството, кој што има сосема друга содржинска поставеност и постојано ќе апелирам да се дојде до разрешница за некои работи. Многу неправда се воведе кога системот се чувствувате несигурен како граѓанин, како компанија, како семејство, колектив, тогаш тој систем не може да оди напред и затоа очекувам на вистина ова да биде една отварањето на поглавието за правдата, за правосудството, да биде на вистина еден момент на поместување на работите во Република Македонија. Прелесно одредени суди работеле, прелесно доноселе одлуки, има и други судски процеси во кои што ме убедувале или јавноста дека сум ги залажувал јавноста дека за Драмстор има тој чувениот хотел кој се уште го нема 2018 година и така натаму. И мислам дека тоа треба да биде мотив за сите нас како работиме во рамки на владата, како работиме во институциите, поинаку да се однесуваме кон она што е обврскано и да градиме едно општество во кое што било кој граѓанин ќе може да си дојде да го оствари своето право на правда и на она што му е загрозено. А кога сме веќе кај вашите надлежности, што е со мерките против загадувањето или аерозагадувањето по-конкретно, кое што периодов не бележи алармантни податоци, меѓутоа сепак наместа им одскокнува од дозволената граница. Како планирате да се справите со ова со оглед на тоа што зимниот период особено е проблематичен кога станува збор за PM10 частичките во воздухот? Има инцидентни случаеви кои што се од дел од градежни активности кои што се прават околу мерните станици, делот што се однесува на гасификацијата, пред некој ден направи еден проблем во центар на мерните станици, но она што е важно е дека се проверува среднодневната количина на микрограми по метар кубен и таа се прати и може и временските услови ни одговараат, во овој момент е пониска од лани, но тоа не треба нешто да не залажа.
Јас со луѓето кои што се во Министерството, но и со невладини кои што се приклучени на оваа борба, сметаме дека треба да се справиме со причинителите. Во Македонија, во Скопје пред се, најголем причинител за загадувањето доаѓа од изворите за загревање во куќите или во становите сејсно. И тука, и на второ место доаѓа транспорт. И тука најголемите активности ни се акцентираат. Во завршна фаза сме, верувам дека набрзо тоа ќе го објавиме, со помош на една меѓународна институција, ќе влеземе во процес на промена на начинот на затоплување на неколку семејства на еден објект. Владата со своји активности тоа ќе го направи во рамки на неколку јавни институции. Имаме подршка во овој момент и од компании да покажат општествена одговорност и тие да учествуваат во овој процес, во една кампања предводена од премиерот Заев, во кој што ние како дел од јавните институции не би загадувале. Да биде тоа е пораката и да зборуваме за спречување на загадувањето. Од друга страна, во делот на транспортот, интегрирано работиме и ги поддржуваме проектите кои што се на ниво на град Скопје, во однос на превозот во јавниот превоз и онеа што се зборува или однесува на категоризацијата на возилата, за да можеме после техничките прегледи секој возило да добие своја маркица, своја по боја и во услови кога во одреден степен на загаденост има, да може да биде ограничено движењето во одредена зона во градот. И трето, посебно внимание посветуваме на индустријата, за среќа таа повеќе се контролира, за жал зборувам од некои мали објекти кои што имаат Б дозвола, кои што се на ниво на општина, но тука сакаме и тоа од септември ќе бидат сите компании кои што имаат А интегрирана дозвола или Б дозвола, ќе бидат на веб страна објавени, секој граѓанин ќе може да види за која компанија за што има добиена дозвола, например дали е тоа отпад само за пластика, тој чува железо, или пак нема дозвола за ништо, околу има заградени, тој чува некоја пластика или железо. Значи тука зборуваме за една контрола во кој што секој граѓанин ќе има увид и заедно со градот Скопје влегуваме во една и заедно со колективните постапувачи да се справиме со пластиката што постои. И се надевам дека тука набрзо ќе излеземе уште едно решение. За жал пластиката кај нас не е само што го уништува и е создава грда слика за лице за градот, за езерата, туку таа за жал се користи за загревање во многу домови. Очигледно ние треба да ја собереме пред да биде достапна за граѓаните да не може да ја користат. Ме радува што повеќе сите се вклучени во ова, апелирам на еден интегриран пристап. Само така можеме да дојдеме до решение. Ги спомнате причинителите, меѓутоа централната и локалната власт лани, доколку не грешам, има различни толкувања околу тоа кој е прв причинител за загадувањето, па еве веќе година дена подоцна дали имате конкретно утврдено кој е главниот причинител и кои се останатите причинители на аерозагадувањето во Скопје, па и во останатите градови каде тоа е забележано? По сите анализи, значи постојат 5 анализи што се направени од USAID, од Светска банка, од фински експерти преку EU што се донесени, UNDP, анализата и самиот град Скопје, загревањето, домашните затоплување е причинител број 1, транспортот е на второ место, блиску до тоа, но на второ место, но ние ако сакаме да зборуваме за решавање на проблемот со загадувањето, мораме да ги решаваме сите одеднаш работи и заедно, затоа викам акцентот е ставен и на превозот, но и на загревањето од домашните куќи, она што за жал рудиментирано во некои места и се користи. Акцентот на нашите активности ќе биде токму во оние зони каде што е загадено, а тоа е делот на Лисиче во општина Ајразов. Кога сме веќе кај дозволите индустријата, Југохром комбинатот веќе ја очекува својата дозвола еколошка пред да започне со работа, односно пред да ги постави филтрите, процес кој што веќе е во тек. Меѓутоа, кои се обврските на комбинатот кон Министерството за животна средина, за да вие можете да потврдите дека комбинатот може да работи без при тоа да наштетува на, односно да го загадува воздухот и околината? После носењето на Законот за животна средина и постои еден оперативен план за сите комбинати и за сите
објекти или инсталации, како што е согласно законот, кои што аплицираат, како да аплицираат да добијат таа дозвола. Комбинатот кога ќе ги постави филтрите, доставува допис до нашето министерство и постои еден драфт документ во кој што се преговара, условно кажано, помеѓу Министерството за животна средина и комбинатот, бидејќи не се само филтрите, туку треба како ќе се третираат, она што е произведен процес, дали им се исполнет и други услови, и во тој еден план за добивање на интегрирана дозвола има повеќе точки кои што комбинатот треба да ги исполни, за да може тој па да си проектира што други активности му требаат. Во овој момент при крај се нивните активности, но тие мора да аплицираат кај нас и потоа Министерството за животна средина преку своите инспекцијски органи ќе може да провери дали е она што е напишано во нивната апликација ги задоволува стандардите со мерења, со потврди за какви техники се користени, каков тип на материјал е употребен, кои технологии, бидејќи согласно нашиот закон за животна средина, компаниите кои што аплицираат или што работат се обврзани да користат најдобро користени практики кои што и техники кои што постојат во овој момент во Европа. Ја спомнате расфрланата пластика која најчесто завршува како огрев кај некои домаќинства, меѓутоа можеме ли воопшто да зборуваме за чиста животна средина ако знаеме дека сме можеби држава со најмногу диви депонии по глава на жител и евентуално граѓаните, дали им е потребна дополнителна едукација за да не си ја загадуваат сопствената животна средина? Па јас често го цитирам председателот Макрон на една конференција за светската конференција за климатски промени, кој што во самиот вовед во една реченица кажа: ќе ги затвориме с термоелектраните, не ме ги чепкајте нуклеарките, ама да ги промениме навиките. И кога зборуваме за промена на навиките, тоа не треба да биде на нешто лошо, туку треба да биде добро од сите. Мислам дека мојата генерација малце потешко тоа да го направи, за жал. Очекувам младите повеќе да бидат и се повеќе свесни. Јас ме радува што кон Министерството има еден позитивен притисок од многу невладини организации, здруженија на граѓани, но комши и пријатели, бидејќи сите се загрижени. И таа едукација која што мораме да ја направиме како држава, мора да почне од најниската возраст и да оди кон повисоко. За жал, некои од локалните самоуправи или од компаниите не сваќаат дека дивите депонии што постои во момент повеќе загрозуваат нивната животна средина, отколку една модерна инсталација која што ќе произведува од ѓубрето електрична енергија. Денеска се воодушевуваме на сликите во Норвешка, во Шведска, каде што тие го собираат отпадот од Европа, произведуваат електрична енергија за себе, но тие не сакаме тоа да го премениме кај нас. Во Македонија, за жал, има 66 диви и депонии или легални депонии кои што секојдневно го загрозуваат здравјето. Иницијативата на премиерот со Министерството за животна средина да се регионално да се организира во тој процес, не само што ќе се организира собирањето на отпадот, не само што ќе има трансфер центри, туку во рамки на тој проект има обврска тој што ќе биде концесионер и да ги затвори илегалните депонии. Сега нашето Министерство за животна средина ќе има една објава во кој што неколку диви депонии кои што постојат во Македонија, најкрупни што се, ќе ги интервенира за да може да спречат, не дај Боже, пожари кои што за жал понекогаш се од природни појави, но видовме лани дека може да бидат и од човечки фактор, за жал, злоупотребени. Овој ден, 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во 63-та, ќе го искористам да ве прашам и во врска со тоа, бидејќи Скопје од таа година навака веќе не е исто, па коментарите беа во насока дека непланското градење всушност придонесува за загадувањето на воздухот. Колку вие имате мерки во таа насока, односно што предвидувате за спречување на загадувањето од овие фактори? Еве ваша порака до скопјани по повод денешниот ден. Јас денеска тоа што го сликата од Скопје што ја постирав на мојот Facebook профил, се обидувам да проверам како дали од Photoshop направили или не и колку зеленилото било присутно во Скопје. Колку поинаку биле градбите каде што меѓу две згради нема зграда, туку има детско игралиште, зеленило и паркинг простор. Во интерсекторската работна група што ја водам, едно од заклучоците и е таа.
да процесот на градење зависи од тоа колку зелено ќе имате околу и начинот на кој што ќе градите. Имаме и една иницијатива. До сега, за да може да почнете да изградите објект, ви треба една дозвола за проект да поднесете за вода, за струја како ќе обезбедите. Мојата заложба е тоа да биде и за начинот на затоплување. Не може вие да изградите зграда во центар, а да не бидете приклучени на топлинскиот систем кој што постои во градот. Тоа не постои во ниједна држава. Било кој експерт кој доаѓа од Европа се вчудено видува од таа ситуација. Како е можно тоа? И мора да наметнеме такви едни обврски за да стигнеме до решението. Зеленилото е тоа што помага на животот полесно да се справуваме и затоа апелираме заедно сите кои што го сакаме Скопје, поинаку да се однесуваме кон градот, треба многу работи да се направат, но и да се прифатат понекогаш некои тешки одлуки заедно што планираме со градот Скопје да ги направиме, бидејќи само на тој начин можеме да стигнеме до решение. Не сакам само да се водушевуваме како е во другите градови, сакам тоа да го направиме кај нас. Ви благодарам, господине. Ви благодарам.